Благодарам, почитуван подпредседател, почитувана колешка Лидија Тасевска. Многу звучите идилично, но далеку сте од реалноста, дефинитивно. Каква здравствена заштита кога ние имаме здравствен систем во тежок хаос? Донации од вакцини сега треба да се ништат и државата да плаќа за тоа. Вие ветувавте всушност намалување на јазот помеѓу богатите и сиромашните, а во време на пандемијата од многу добриот под наводници ваш менаџмент како влада, всушност ово јас се продлабочи, бидејќи условите во општеството кои ги постави вашата влада се неравноправни, односно голем дел од економското закрепнување кој што беше понудено преку пакет мерките кои што се гласа, всушност ги чувствуваа по богатите, а многу помал дел чувствуваа по сиромашните. И вчера и денеска ве слушам дека имате оперативен план за вработување на млади. Јас еве вака конкретно ве прашувам и би сакали да ми дадете одговор. Дали 30 до 50 илјади вработени во јавната администрација, со кои што всушност ја направивте јавната администрација голема како армија, се ваши партиски послушници или се оние 50 илјади граѓани кои што ги изгубија своите работни места во време на пандемијата? И вчера се објаснуваше дека по 10.000 млади луѓе се вработуваат преку оперативниот план за вработување на млади. Вие не ги спомнате младите, па очекував да ги спомнете. Светска банка пред година или две ви кажа дека 50% од младите се невработени. И контрадикторни сте кога велите дека процентот на невработеност е 15,7. Тоа е точно по Државен завод за статистика. И дека е најнизок до сега. Но и оваа бројка ви е фингирана, затоа што, како што кажав, ја пренатрупавте јавната администрација со луѓе кои што се на платен список, а не одат на работа. Ете, за тоа си одат младите. Зашто не ви постои оперативен план на вработување, туку имате фингиран план за вработување, посебно пред избори на партиски послушници. Дали заради ова еве имате второ прашање, имате намалување на средствата за поттикнување на вработувањето во Министерството за труд и социјална политика од 25,65%. Па ММФ ви укажува на тоа дека немањето капитални инвестиции, за кои што вие велите ќе бидат, се пропушта можноста за креирање на 5600 работни места годишно. Како жена очекував, ниедна до сега не спомна во делот во Министерство за труд и социјална политика дека има намалување на средствата во делот за родова еднаквост и недискриминација, првично со ребалансот од 66% и сега 25%. Вие кои што бевте поборници за джинџер баланс, овој се извинувам, джендер баланс, воопшто не ни спомнувате и се намалуваат средствата. И на крајот, јас ви предлагам да си поставите бројач за тоа колку пати не сме добиле датуми, бидејќи ова веќе не се брои. Благодарам.